Te slavime Tebe, uništivače za smrta, Тебе Ти се поклонуваме, со Господство и Господи, Силиот наш Бог.
Бог гроб се полага, а жените пачејќи
Господи, дойде да го помогат со мирот и кајки. Ова сабота е благословена, зашто во неја Христос заспан по 3 дена ќе воскресне. Оно што држи се на крст се вознесе и се плаче, не дајќи го како виси на дрвото. Сонцето с раците своји ги скри, звездите ја загубија светлината, а земјата со голем страх се затресе и морето побегна. И камењата се распадна, многу гробови се отворија и тела на свети луѓе стана, адот до устенка, а јудеите се советуваат да го затајат Христовото воскресение. Жените пак викаат, ова сабота е неблагословена, зашто во неја Христос заспан по 3 дена ќе воскресне.
воскресение Твое, Христе, Спасителю, ангели Его пеят на небесата, и нас на землята удостойне, со чисто сърцем да те славиме. Воскресение Твое, Христе, спасен, ангели поют на небесем, и нас на землі сподобим, чистим серцем Тебе славити. Ходи помалу. Воскресение Твое, Христе, спасен, ангели поют на небесах. Desde o Чисто серце
Ne, infatti non terminavamo sempre dopo le lezioni che fanno. Questo stava controllando. Zaten dışarı. Da se udostojime za slušanje na Svetото Evangelije, Gospoda Boga, go molime. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Премудрость просторна и слушаме Свето Евангелие, мир носите. И Духови Твоему. И се читава Свето Евангелие според Марко. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Во на време што мина саботата, Марија Магдалина, Марија Јакова и Саломија купија мириси за да дојдат да го помазат Исуса. И во првиот ден од седмицата дојде на гробот многу рано, кога изгреваше сонцето, па си говоря помеѓу себе, кој ќе ни го трне каменот од вратата на гробот. И кога погледнам, видоа дека каменот е оттрнат, а тој беше многу голем. Што влега во гробот, видоа еден млад човек, облечен во белјалишта, како седи од десната страна, и се оплашија. А тој им рече, не бојте се, вие го барате Исуса Назарецот, размнатиот. Он воскресна, не овде, еве го местото каде што го положија. Но одете и кажете им на учениците негови и на Петра дека он пред вас ќе отидем во Галилеја, таму ќе го видите како што и беше рекол. Па штом излегувам, побегна од гробот, зашто ги опфати страв и ужас, и никому ништо не рекол, бидејќи се плаше ја. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава на светата. Слава на светата и едносушна, животворна и неразделна Троица, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть помра, и
очи негови, ако се разбегат годниците негово, он е славен разлад. Христос се измерти, смерти от смъртта, Исус ти го гробе, живота Името изчезва, двакъде изчезна. Какво високо си топи духовно. Христос воскресе из мертвих, смерти усмерть Бога. Исус ти погробен, живот даровал. Атас, назади нашто, Лицето да се развесела. Христос воскресе из мертвих, смерти усмерть поправ. Исус ти погробен, живот даровал. Мало ночи ти силата светлого, и да ми се Господа мисли векови. Христос воскресе из мертвих, смерти усмерть поправ. Исус ти погробен, живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти усмерть поправ. Исус ти Христос воскресен! Христос воскресна! Христос воскресен! Стефан по милоста Божја, архиепископ Охридски Македонски заедно со Светиот архиерейски синод. Денес сето создание се весели, се радува, зашто Христос воскресна. Возлюбени празниколюбци, Христовото воскресение е смислата на нашето севкупно постоење. Тоа е стожерот околу кој што се одвива сиот наш живот и камен темелник врз кој што се гради сиот наш подвиг на верата, на надежта, на љубовта во Бога. Тајната на Христовото воскресение го преобразува, го обличува севкупниот наш поглед кон светот и човекот, кон времето и вечноста. Зашто токму ова спасоносно собитие е најголемата вистина која што беше објавена на човечкиот род и токму оваа тајна на тајните е најрадосно благовестие со кое што велегласно беше возвестена конечната победа на животот над смртта, на доброто на злото и на љубовта над омразата. Господ Исус Христос со своето воскресение од мртвите ни го осмисли нашиот живот и не само овај земен, туку и небесниот. Односно ни ги дари вечниот живот во Неговото Царство Небесно. Токму прео Христовото воскресение се одгатнаа сите загадки со кои што отпаѓањето во гревот се соочуваше немоцното и безутешно човештво, а кои што завршуваа со суровоста на смртта. Ете, токму преку тоа чудо на чудата, ние луѓето од смрт ни станавме безсмртни и ни беше овозможено трајно да се ослободиме од прамгите на смртта, да се упатиме кон оној кој што и самиот живот
на Христа, кон Христа живота давезот. Возлюбени сорадосници во Христа воскреснатиот, радоста која што извира од тајнето на Христовото воскресение и која што е сите ние како христијани, ја сведочиме повеќе од 2000 лета и неизмерно. Но ова нескажлива преславна радост не треба да биде минливо чувство кое што ќе обземе само овие празнични дни и денови, туку напротив треба да ни постане начин на живење и на постоење. Впрочем, и само до христијанство е вера на радоста. Ако не постои радост, тогаш не постои ни вистинско христијанство. Ако немаме радост во нас, помеѓу нас, тогаш не сме ни вистински христијани, ни вистински учесници во Христовото воскресение, ниту пак вистински следбеници на Христа. Возлюбени чеда во Господа, тајната на Христовото воскресение најмногу се открива во дарот на простувањето. Тоа можно ли е вистински да опразнуваме Великден, празникот на празниците, ако не простуваме и ако не бараме да ни простат? Можно ли е да водиме христијански живот, да се нарекуваме христијани кога нашите срца се вгнездени зло памтливоста од мазолюбовоста? Или пак ако нашите души се всадени гневот и лутината? Тоа е невозможно. Да се живее вистински христијански живот, живот според Евангелието, значи да се постани обновен човек во Христа и да се чекори по патот на боголюбието, човеколюбието, по патот на кој што води кон Царството Небесно. Возлюбени чеда на мајката Македонска црква, доколку се обзрниме во нашето историско раздобје, ќе го очиме огромни подеми падоми како на црковен, така и на национален план. Впрочем, македонскиот народ со Божја помош и подкрепа успевал и се уште успева да устојствено да ги извојува сите битки и да му одолее на сите непријателски настроенија, исполнети со лукави намери, со зли цели и при тоа со крената глава да продолжиме по патот кон Бога, кон изворот на добрините и на правдата. Затоа што е можно побрзо да се осветиме, да се обединиме како народ, молитвено да претекнеме кон Бога, кон закрилата на нашата најсвета автокефална Охридска и Македонска црква, кон светот Климен Охридски, да со примерот на нашите предци да се избориме со сите неприлики со кои што катодневно се соочуваме. Но се тоа ќе постигнеме само ако си ги зацврстиме единството, слогата, сплотеноста, односно само ако трајно ги надминеме внатрешните разногласија, меѓусебните поделби и несогласувања. Возлюбени родолюбци, ова лето Господово ќе одбележиме повеќе годишнини кои што се изнедрени од пазувите на нашето богато славно минато. Меѓу нив најпрво ќе припомниме за битката на Беласица од 1014 година, која што всушност е неделливо поврзано со градење и со запазување на нашата долговечна историска посебност. А ќе се присетиме на бележитите одлуки од првото заседание на Ашном, односно во манастирот Свети Прокопчински во 1944 година. Исто така ќе прославиме 860 годишно постојање на великиот манастир Свети Великомачин Пантелеймон во Лерези, Скопско, како и 100 годишнината од замонашувањето и на возобновителот на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква, блажено покајниот архиепископ Доситеј. Еве, токму овие незаборавни настани, нека ни бидат силен поттик за обнова нашата црква национална самосвест, за истовремено нека да ни бидат и постојани подсетници за она за кој што се бореле нашите поколенија и за кое што санува и ние да продолжиме да ги чуваме нашата татковина Македонија и нашата Македонска црква. Нека незаодната светлина од Христовото воскресение Великден да ни биде нераскинлива нишка која што ќе не поврзе сите македонци и овде, во татковината и насекаде каде што нашинците се иселени по светот, во единството на троедината љубов, во боголюбието, братолюбието, родолюбието, да едногласно да воскликнеме пред сиот свет: Христос воскресе! Христос воскресе! Из мертвих смерти усмерть побрал Иисус
Isušimo grobe, život darovan. Hristos voskrsnao od mrtvite, zo smrta ja pobedi i na onijevo grobovite život im dade. Hristos voskrese iz mrtvih, smrti u smrt pobra. Isus timo grobe, život darovan. Hristos voskrese! Na istina vaskrese! Hristos voskrese! Na istina vaskrese! Hristos voskrese! Na istina vaskrese! Hristos Hristos voskrese,